Главниот јавен обвинител Љупчо Коцевски не гледа потреба од анкетна комисија за Кочанската трагедија додека трае судскиот процес. Според него, треба многу да се внимава за да не се компромитираат докази и сведоци од истрагата и оцени дека две паралелни постапки не е целисходно да се водат во овој момент. Сметам дека во оваа фаза не треба да има анкетна комисија, имајќи предвид дека одредени докази и сведоци можат да се компромитираат со оглед дека се води судска постапка, а она што беше барање од страна на претседателот на собранието, речиси ги опфаќаше истите оние да речем прашања што и јавното обвинителство води постапка. Коцевски потенцираше дека истрагата која ја водеше обвинителството била доста сеопфатна со ангажирани многу јавни обвинители, кои донеле јавна обвинителска одлука против обвинети кои што и сега се опфатени во самото обвинение. Но, кога станува збор за нова јавна обвинителска одлука против полициските службеници, која првично требаше да биде формирана во септември, па потоа во октомври, за да во ноември самиот Коцевски ја најави за почетокот на декември. Сега јавниот обвинител не прецизираше кога би имало обвинение, туку само кажа дека ќе следува наскоро. Јас кажав еден термин од прилика некаде до крајот на првата половина на месец децембар, така да се надеваме дека во наскоро време и ќе се донесе јавна обвинителска одлука. Републичкиот обвинител повторно потенцираше дека треба да се има предвид тоа што обвинителниот акт за осомничените полициски службеници во врска со Пулс, за кој истрагата ја води основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, всушност случајот го работи само еден јавен обвинител, а како што кажа, процесот бил доста сложен и комплициран. Додека пак во однос на предистрагата за службениците од Управата за јавни приходи, Коцевски рече дека во тек е истрага во јавното обвинителство надлежно за тоа.